што сте во тема на денот. Добро вечер, Славица, поздрав на вас и на сите гледачи. Ќе ви го поставам првото прашање, иако ќе антиципирам дека ќе дадете одговор негативен кон состојбите. Каква е вашата оценка за состојбите во секторот земјоделство, од каде што бевте долгогодишен министар, но конкретно каде гледате проблеми, бидејќи претпоставувам дека ќе критикувате, конкретно што сметате дека е проблем во овој момент? Ако збориме за една година во која што еве се очекуваа резултати или политики во делот на секторот земјоделство, може да се каже дека од една страна ги продолжија политиките кои што беа успешни во претходниот период. Сите тие политики се критикуваа, сега се продолжуваат. Нема нови, нема нешто што е ново за земјоделците, меѓутоа има многу укинати програми и мерки што сметам дека се проблем. Проблем е што се намалени субвенциите кај сточарите. Ние 2024 година ја најавивме како земја за развој на сточарството со голем пакет со фокус на сточарството. Наместо тоа, ова година очекувавме 20.000 денари да биде субвенцијата кај говедата, како што беше утврдено, сега се намалува на 8. Се укинуваат мерките за предадено јагне во кланични капацитети, сите контролирани мерки во делот на сточарството. Меѓутоа и субвенциите во делот на сточарството, каде што имаме кризи во целиот овој период и каде што треба да се инвестира, еве не се исплаќаат. Се укинуваат програмите за малите земјоделци, нешто што беше целосен фокус наш. Затоа создадовме над 4000 мали оператори со храна. Не се тоа само мали винари и дестилери, туку и мали, најголем дел производители кои што од дома, од прак, со новата реформа може да продаваат било какви македонски производи, финални. Сега тие програми се укинуваат, а за големите се укинува лимитот на субвенција, односно секој субјект кој што можеше да добие до 18 милиони денари субвенции, сега тој прак се укинува и големите компании може да добијат и до 1 милион евра и таму ќе се фокусираат парите. Токму тоа занемарување на малите земјоделци, на производителите на храна, сметам дека е проблем и укинувањето на моделот на субвенции. Укинувањето на нов модел на субвенции кој што ќе се согласиме сите дека па дури и медиумите и професионалната јавност постојано бара и критикува дека мора да имаме модел на субвенции кој што ќе биде врзан за производството и не за сите култури, за се и се што, туку да бидат селектирани битните. Го направивме тоа, селектиравме 25 битни култури, стратешки за државата, се воведе овој нов модел на субвенции, се поврза со производството, да го пријавите тоа што го произведувате, па да добиете субвенции, но и да добиете 30% авансна исплата пред почетокот, значи во тековната година, што досега не беше случај. Го започнавме тоа, започна примена на новиот модел, земјоделците започнаа да добиваат за прв пат 30% авансна исплата, и сега гледаме дека и тој модел, односно се укинува и се враќаме по старо. Би рекол дека или зелената нафта. Се уште, еве, земјоделците бараат, се распишуваше во март-април, за да дојде во август, кога започнуваат сите операции кај земјоделците, да ги добијат картичките. Тоа е мерка која што е успешна и сметам дека се она што е успешно треба да се продолжи. 10 милиони евра е токму мерката која што успешно системски се воспостави за зелена нафта. Меѓутоа, се уште нема најава дека воопшто ќе биде распишан повикот за зелена нафта. Ние поставивме повеќе прашања и до ресорниот министер во парламентот и дел од притисокот кој што го направивме даде резултат. Еве се распиша програмата за свежо овошје за децата и учениците и тоа го прашавме до каде. Меѓутоа, она што е за зелената нафта како мерка го нема и за прв пат би рекол од основање на платежната агенција и на воспоставување на овој систем за субвенционирање, се уште не е започнато пријавувањето за оваа година за субвенции од страна на земјоделците. И би рекол дека еден од најголемите проблеми е занемареноста на европските фондови и на тоа што бевме лидери, а тоа е ИПАРД 3. Станавме лидери во ИПАРД 2 програмата која што се имплементираше во период од 2017 до 2023 година, ако во ИПАРД 1 до тогаш искористеноста беше 18%, еве самите тие потврдуваа директорот и министерот дека над 85% е искористеноста.
Тоа не доведе до првото место заедно со во сите земји кои што се корисници. Од нас учат сите земји како да го имплементираат ИПАРД и како да направат максимална искористеност. Први ги акредитиравме мерките во ИПАРД 3 програмата, но денеска имаме загриженост и разочарување во Брисел, бидејќи ние контактираме со надлежните кои што ја следат оваа состојба и се одговорни, заради повеќе работи кои што не се преземаат, не се склучуваат договорите на време, се враќаме на стариот принцип да се чека по година и повеќе од година денес да се добие договор, каснат исплатите, се демотивираат кадрите, има разместување во агенцијата, заменуваат вработени од платежната агенција, нема план за акредитирање на мерките и на овој начин ние добронамерно алармиравме и постојано тоа го збориме се со цел да ја задржиме таа позиција. Меѓутоа, очигледно, интересот воопшто не е да се работи на оваа тема. И директорот воопшто не се ни појавил на последниот мониторинг состанок со делегацијата која што дојде од Брисел. Има сериозна загрижувачка состојба, би рекол, во делот на тоа да другите земји се од регионот се пред нас, Албанија, Црна Гора и останатите. А ние ако во нешто бевме успешни, тоа беше ИПАРД 2 програмата. Не само во делот на ова ИПА компонента. Оние кои што се надлежни во Министерството за финансии за сите 5 компоненти за искористување на европските фондови и во останатите сектори има 5 компоненти, беа горди што имаме Македонија е лидер во една компонента и внатре бевме компонента која што најмногу искористена ИПАРД 2 програмата, но и во регионот покажавме лидерство, знаење, капацитет, воспоставивме систем и доколку засилено се одвиваше и оваа европска интеграција, доколку се деблокираше овој цел процес, ние на дофат ни беа 1 милијарда и 100 милиони евра само во една програма, тоа е програмата за рурален развој за следните 7 години, неповратни средства, неповратни фондови, грантови, а не задолжувања и она што го гледаме за прв пат, склучување на билатерални договори и лутање во делот на таа политика. Меѓутоа, ако се концентрираме на земјоделството, би рекол укинувањето, враќањето на стариот модел, укинувањето на авансната исплата, на програмите за малите производители, на сметка на форсирањето на големите и покачувањето на лимитот до 1 милион евра за одредени корисници, тоа се неколку компании кои што ќе добијат големи износи на средства, доцнењето со мерките и политиките, но и на целосната непосветеност и враќање назад во ИПАРД 3 програма. Во делот на ИПАРД вие ова и како претеничко прашање, мислам дека го упативте до министерот, тој во гостување во тема на денот рече дека моментално од ИПАРД 3 искористеноста е 60%, а денеска на партиска трибина директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието токму после вашите критики рече дека до 90% и повеќе од тоа очекуваат да биде искористеноста од ИПАРД 3 програмата, што не кореспондира со критиката. Не би знаела каде е вистината, меѓутоа нивното тврдење е дека ќе има и повеќе искористеност отколку ИПАРД 2 кој што имала рекорд од 85%. Значи тие признаваат дека ИПАРД 2 програмата која е спроведувана во целосен период кога сум бил министер, сме лидери, односно во сите 7 земји сме први. Тоа сметам дека треба сите да се гордеат со таа работа. Тоа е дело на многу професионалци, пред се во Министерството за финансии, во платежната агенција, во Министерството, во сите сектори кои што управуваат со овие фондови. И тоа треба да е пример за сите останати сектори и сегменти. Како треба да се искористат европските фондови. Во ИПАРД 1 за време на ВМРО-ДПМН во претходниот мандат искористеноста е 18%. Колку е буџетот за ИПАРД 3? Тоа е 97 милиони неповратни евра европски пари. Кога го прашавме министерот во парламентот и одговори точно на прашањето со бројка, искористеноста до овој момент од овие 97 милиони е 3 милиони и 500 илјади евра. Толку се исплатени до овој момент. И тоа е точно. После неколку дена кај вас во емисија, дали од незнаење, дали од обид да лажно да се замајува јавноста, се кажа дека точно 60% е искористеноста. 3 милиони и 500 се досега подпишани и исплатени договори од 97 милиони. Тоа е околу 3%.
И тоа е точното. Околу 3% е до моментот искористеноста, а веќе еве 2 години се поминати. Една година имаме минимален број на договори кои што се склучени. Имаме долго време на чекање на овие договори. Имаме одлив на сериозен кадар кој што ги работи овие постапки. Имаме целосна непосветеност на менаџментот целокупен токму на ИПАР 3 програмата, но фактите се тие. Од 97 милиони, 3 милиони се искористени и тоа министерот го потврди во парламентот, а тука зборува дека се искористени 60%, што е далеку од вистината. Колку ќе бидат на крај? Тоа ќе видиме до 2030 година или тогаш кога ќе заврши програмата. Сега завршува ИПАР 2 програмата и сега се сумираат бројките за ИПАР 2 и затоа во целиот регион се зборува и затоа директорите, министрите од целиот регион бараат се уште совети и поддршка од нас и од луѓето кои што менаџира со овие процеси за да научат како понатаму и како да ја зголемат. Србија враќа 100 милиони евра, Црна Гора има исто околу 20% искористеност, Албанија минатата година доби забрана за користење на ИПАР 2 програмата, меѓутоа Црна Гора и Албанија сериозно ги отвараат, односно имаат политичка поддршка во овој момент што ја немаме ние и за нив веќе се зборува и за конкретни години, односно датуми кога тие влегуваат во Европската унија. Нешто што можевме да бидеме и ние, 29 или 30 година. И тоа значи отварање на големите средства, односно на големите фондови и програми токму за овие две земји. Токму затоа ние требаше да го фатиме тој курс и овие средства се единствените кои што може да го модернизираат и развојат земјоделството. Ќе ве прашам за Европската унија, сакав уште една статистика. Ева, 5% раст на извозот, овоше, зеленчук 14%, тутун 35%. Статистиката покажува дека се зголемува извозот на земјоделски производи од Македонија. Дали ова не е доказ дека добро оди во земјоделието и дека сепак политиките кои што во изминатите 10-12 месеци се спроведуваат даваат соодветни резултати? И ова е статистика, ова е државна статистика. Меѓутоа, ако ја погледнеме добро статистиката, еве да го видите трендот, за кој што еве и многу добро нотиравте, дека имаме раз во делот на извозот постојан. И растот од 5% кој што го споредува министерот и ова влада, првиот квартал со претходниот е поразителен. Ако го споредиме со претходните, 2021 година извозот бил 627 милиони, 2022 713, 2023 771 милион евра. Значи, растот во текот на целата година на извозот растел со просек од некој 15%. Во една година, од 2021 до 2022, растал рапидно, значи 86 милиони евра имаме поголем извоз во една година. А сега имаме 11 милиони евра само во еден квартал. Што значи, ако се задржи тој тренд, растот ќе биде помал од тоа што бил во претходните 3 години. Односно, овој е најмал раст кој што го имаме во последните 3-4 години, а кој што е резултат на системските политики и поддршката во делот на земјоделството, вклучително искористувањето на европските фондови. Има сега еден нов закон прикачен на ЕНР, се очекува за 20 на 30 дена да влезе во собраниска процедура за земјоделско производство и рурален развој. Од оние звучни мерки кои можев да ги забележам таму е поддршката за млади земјоделци, за семејства кои што би одлучиле наместо во град да живеат во село, да се бават со земјоделство, 100.000 евра. Тоа е нешто што вака звучи атрактивно, особено ако ја видиме статистиката дека се помалку земјоделци имаме. И тоа не е резултат само на политиките, туку и на иселувањето и на преселбата од село во град и така натаму различни анализи има околу тоа прашање. Дали СДСМ ќе го поддржи во собранието ова законско решение кое предвидува вакви мерки кои треба да го заживеат овој сектор? Добро е што после една година конечно имаме закачен еден закон од земјоделството на ЕНР, уште не е во собраниска постапка и тоа беше една од критиките заради тоа што една година немаме еден реформски закон кој што е донесен. Претходно ги донесовме закон за виното и закон за советодавни услуги, за рибарството, за финансиска поддршка,
за сточарството, значи многу закони се донесоа системски и редно беше да имаме еден предлог. Работевме постојано и ние во претходниот период, јас ја формирав работната група, работеше на овој предлог, гледаме дека нацртот и она што е денеска е многу сличен, меѓутоа ќе ги дадеме нашите забелешки. Има многу забелешки први во поглед на укинувањето на авансната исплата. Еве се укинува со закон она што земјоделците денеска го имаат. Тие денеска знаат дека во последните 2 години, благодарение на поддршката и барањето што поредовни да бидат субвенциите и усогласувањето со европскиот систем на субвенционирање, би рекол, и на европските политики, додовме до авансна предвремена исплата на крајот на годината од 30%. Веднаш после аплицирањето. Со овој закон тоа се укинува и се укинува уште една работа во законот каде што велиме дека досега во законот постојниот се вели дека субвенциите се исплаќаат во тековната година календарска, а по исклучок заради обезбедување на финансиски средства најдосна до 30 јуни следната година. И сега 30 јуни се брише, што значи отвора простор повторно да имаме неисплата на субвенции од повеќе години кои што ќе се акумулираат, односно да се изгуби редот кој што беше главна критика во претходниот период. А во однос на мерки кои што еве и оваа мерка која што ја потенциравте, ние сметаме дека не е европска, дека треба да биде прилагодена на европските директиви и да биде усогласена со заедничката земјоделска политика, заради тоа што и при користењето на ИПАРД фондовите. И во овој момент ние имаме можност за 70% поддршка за младите земјоделци за проекти во сите овие мерки на ИПАРД кои што ги имаме акредитирано. Некои од мерките достигнуваат и до 1 милион или 1 милион и 500 илјади евра поддршка за инвестиции и така натаму. Значи не може да се преклопуваме и треба внимателно да се разгледаат овие мерки кои што се предлагаат и претежно да се ориентираме кон искористување на фондовите кои што Европската унија токму за истите намени, за поддршка на младите и форсирање при самото бодирање на сите овие проекти кои ги користиме европските пари, младите имаат предност и сметам дека тука треба да се насочиме, не да имаме мерки кои што се некаква си козметика. Меѓутоа, оставаме да во овој период го разгледаме внимателно целокупниот закон. Ние досега, ако погледнете, јас се водам комисијата за земјоделие, ние во собранието ги поддржавме сите предлози кои што дојдоа од владата. Да, нова влада се согласува со законот за организација на органи на државна управа, немаше некој посуштински закон. И таму каде што во 90% ги дадовме поддршка, еве сега кога збориме за законот за ловство и дивеч, не даваме поддршка заради тоа што со овие измени се прави простор повторно да сите оние кои што имаат раскинати договори заради неисполнување на договорите за концесија на ловиштата, што представува сериозен бизнис во државата, повторно да имаат право да конкурират. Односно тоа е ловната мафија, би се рекло. Таму каде што се сака да се протне некаква можност за манипулации и рушење на системот, таму остро ќе се спротивставиме како овој закон, а се она што е добро и конструктивно секако дека ќе биде поддржано. Господин Николовски, повеќе пати низ ова интервју зборувате за Европската унија и што таа би ни донела, зошто овој пат е блокиран или владата не го избрала. Гледав и на обраќање во Крива Паланка, во вашето родно место, и таму зборувавте во овој дел токму дека владата ја заменила европската перспектива со националистичка хистерија. Следите ли што се случува во Европскиот парламент и дека од бугарска страна од нас се бара наместо посебен идентитет и посебен јазик да напишеме дека тоа е сегашен идентитет и сегашен јазик, како да е хистеријата на друга страна, а не во Скопје? Такви провокации од бугарска страна и на ниво на Европскиот парламент не е прв пат да има и тоа не треба сега да се генерализира и тоа да биде главната тема. Ја не очекувам Европскиот парламент тоа да го прифати. Ние даваме како СДСМ целосна поддршка и се обративме, одговоривме на повикот на премиерот. Еве, оставивме нели година дена за нова преговарачка рамка. Промена, нема промена. За уставни измени со одложено дејство. Ниту тоа не се избокса од страна на владата. Нема подобра позиција во целата оваа година. Затоа сум јас лично уверен дека ние ниту систем ќе направиме без Европската унија, ниту пак оваа влада сака да
да искрено ние да влеземе во Европската унија, ако ги земете сите аспекти да ги анализирате од постапувањето. Не ни интересира ИПАРД, не ни интересираат европските неповратни пари и така натаму, а нема друга алтернатива. Младите нема друга алтернатива освен осигурување на европската иднина. И тоа се случува во период кога Албанија се одвојува од преговорите, кога Црна Гора веќе влегува, а ние тапкаме во место, и тоа ќе биде уште една поголема причина за најголемиот проблем кој што го имаме, тоа е иселувањето. И затоа како млади луѓе имаме одговорност да апелираме да не се губи време и да се заокружи тој процес. Да нема страф од тие уставни измени. Да, ама како да се направат уставни измени ако од другата страна велат немат идентитет? Тоа е некој сегашен идентитет. Македонскиот јазик и идентитет се гарантира и со францускиот договор или со европскиот договор, како сакате. Ние нема поголема од гаранција од тоа што сме подпишале договор со Европската унија на македонски јазик. Тоа е договорот за Фронтекс. Договорите со Грција и со Бугарија се подпишани на македонски јазик. Јас бев во Брисел на скрининг процесот и првата меѓувладина конференција и скрининг процесот се одвиваше на македонски јазик. Тоа е посилна потврда низ официјалниот пат на преговори со Европската унија од ваквите провокации на кои што точно ние ги осудуваме, нема да подлегнеме, ние даваме поддршка на тоа што го бараше премиерот и очекуваме дека откако ќе биде изгласана оваа декларација и Европскиот парламент ќе ја потврди заради тоа што векове не македонскиот јазик и идентитет и посебност. И тоа е јасно, меѓутоа ние даваме поддршка на тој процес. Председател разговараше со партијата на европски социјалисти, со секретарот и со нашите сестрински партии. Ова провокација доаѓа од сестринска партија токму на оваа владеачка коалиција, односно на сестринска партија на ВМРО-ДПМН, и верувам дека и таа пречка ќе биде отстранета и дека Европскиот парламент нема да го прифати тоа амандман денеска за кој што слушаме, меѓутоа дека тоа ќе биде доволно веќе за да премиерот и владата застанат цврсто и одлучно токму на патот што е стратешка цел, на она што граѓаните утврдили уште пред со самата независност, дека после НАТО и Европската унија е стратешка цел на државата и дека нема да скршнеме тој правец, нема повеќе да го губиме времето и дека ќе оствариме оваа цел, ќе дојдеме до европскиот пазар, до големите европски фондови, дека паралелно со овој процес на преговори ќе градиме систем, ќе се реформираме, меѓутоа и ќе ги создадеме шансите на младите да останат тука, бидејќи тие друга алтернатива не гледаат. Липчо Николовски во тема на денот.